Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Ова се насловите на денот. Развојот на Пониква ќе се реализира низ неколку заеднички проекти на општините Кочани и Пробиштип. Кај манастирот Свети Пантелеймон, недалеку од Кочани, се одржа традиционалната средба на пензионерите од Македонија. Вечерва и утре вечер ќе се прска против комарците во атарот на Кочанско на површина од 300 хектари. Во есенската акција на Денот на дрвото ќе бидат употребени разновидни садници, а ќе се пошумуваат голини и опожарени терени. По повод верскиот празник Голема Богородица започнаа традиционалните богородични пости. Пред стартот на третата македонска фудбалска лига Исток, Осогово одигра пријателски надпревар во Делчево со екипата на Брегалница Голак. Со дневникот се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Дневникот го започуваме со веста од стопанството. Странските инвестиции во последно време се зачестија на македонското тло. Овој пат станува збор за две турски компании, една американска и две од регионот, без да се прецизира од кои држави. Турските компании ќе инвестираат во медицинската област.
Американска компанија своите влогови ќе ги пласира во Кочани, најави министерот за финансии Зоран Ставревски. Освен во Кочани ќе се инвестира и во други општини ширум државата. Неколку проекти атрактивни за развој на планинскиот туризам се реализираат во спортско-рекреативниот центар Пониква во партнерство на општините Кочани и Пробиштип. Општините Кочани и Пробиштип во заедничко партнерство работат на неколку проекти атрактивни за развојот на планинскиот туризам во спортско-рекреативниот центар Пониква на Осоговските планини. Преку Источниот плански регион, каде што овие две општини редовно партиципираат, добиени се два проекта, од кои едниот е од особено значење за Пониква. Се работи за собирање на отпадните води и заштитата на животната околина од енормното загадување и неконтролираното испуштање на фекалните отпадни води. Аплициравме заеднички како општина Кочани и општина Пробиштип до Источниот плански регион со средства од ГИС, тоа е германска институција која што е за соработка со Република Македонија. Очекуваме помина на Советот на Источниот плански регион во Пехчево и очекуваме дека со тие средства ќе бидат изработени проектите, ќе биде изработена проектната документација за реализација на овој проект. Понатаму, секој поединечно, значи ќе имаме повеќе колектори, бидејќи таква е конфигурацијата на теренот. Понатаму, во зависност од приоритетите, ќе изнаоѓаме средства и за реализација на за заштита од отпадните води, заради тоа што знаеме дека без решавање на тоа понатаму нема да може да се издаваат нити одобренија за градба. Урбанизацијата на Пониква е содржана во развојните документи на двете општини. Токму од тука и напорите за распишување на плацеви за индивидуална градба, како и локации за развој на туризмот и угостителството, а во атарите на двете општини на Пониква веќе е дефинирана викенд населба, а најавата за изградба на угостителски друг вид насместувачки капацитети само ја зголемува заинтересираноста на инвеститорите за вложување во планинскиот туризам. И покрај урбанизацијата на Пониква, изградбата на сноуборд патеката, асфалтирањето на патот од паркингот до манастирот Свети Василий, проблем со кој се среќаваат и посетителите и собствениците на викендички е депонирањето и изнесувањето на сметот. Направените активности на овој план, велат од општина Кочани, не ги дадоа очекуваните резултати. Заеднички исто со општина Пробиштип имаме намера да направиме едно посебно депо на брегот на влезот, таму за да не може да приоѓаат коњите, кучињата и они несовесни граѓани наши кои што ги фрлаат на било кое место од стотоци, да ги фрлаат токму на тие определени места. Ова е мал проект и очекуваме дека за многу кратко време заеднички ќе го решиме. Сепак Пониква со сета инфраструктура изградена на нејзиниот простор останува интересна туристичка дестинација за инвестирање на голем број граѓани од повеќе места на Македонија. Вчера во кругот на манастирот Свети Пантелејмон крај Кочани, над 2000 пензионери учествуваа на традиционалната средба на пензионерите од Македонија. Во кругот на манастирскиот комплекс Свети Пантелејмон крај Кочани се одржа традиционалната средба на пензионерите од Македонија. Над 2000 пензионери од 20 на пензионерски здруженија учествуваа на традиционалната средба, чиј организатор и домаќин беше Сдруженијето на пензионери од Кочани. Ние како домаќини ги презедовме сите мерки за да биде средбата на највисоко ниво. Ја мислам од тука успеавме. Ради тоа што на таа средба за сите присутни што сакаа и што има желба да земат храна, имаше и готвена храна, имаше и организирано посебно приготвување на скара по нијер желба и едното и другото со популарни цени. Исто така ние организиравме преку еден наш клуб да има инсталирано еден шалтер за продавање на сите видови напијалаци со популарни цени, како во клуб на пензионери. На средбата присуствуваше и председателот на Сојузот на пензионерите на Македонија Драги Аргировски, како и бројни гости од Сдруженијата на пензионери од повеќе градови на Македонија. На оваа средба беме почастени и присуствува председателот као гости, председателот на Сдруженијето на пензионери на Македонија, господинот Драги Аргировски, господинот Иван Иванов, председавач на Советот на општина Кочани, господинот Александар Стојанов, председател на Управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, и скоро на сите од сите здруженија беа присутни председателите со секретарите на здруженијата.
Они изразија големо задоволство што се присутни во Кочани, односно во Пантелеј, така да во таа пригода, покрај организираната програма што имавме, во која ЗДО зборови, ја како домакин го отворив, најавих за право собирот, додека таа чест да го отворе собиро и да го најаве за и програмата за овој собор беше господинот Драги Аргировски, председателот на Сојузот на пензионери на Македонија. На средбата беше изведена и богата културно-уметничка програма со учество на групи и ансамбли од Кочани, Македонска каменица и Кавадарци. Ние се побринивме да биде таа веселба што побогата и подобра и ги поканивме и ги повикавме да присуствуваат и таа веселба на неа да свир, со музиката на ансамблот од Сдруженијето на пензионери на Кавадарци. Тоа е еден од најдобрите музички ансамбли за народна песма и музика. И така да луѓето со големо одушевување продолжија да се веселат. За присутните беше обезбеден и традиционален ручек, а посетителите се запознаа со вредностите на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, со богатиот фреско живопис насликан од тајфата на Димитрија Андонов Папрадишки, а ги посетија и новоизградените конаци во кругот на манастирот. Вечерва и утре вечер ќе се прска против комарците во аторот на општината Кочани, на површина од 300 хектари, со што се спроведува третата фаза од акцијата за годинава. Вечерва и утре вечер ќе се прска против комарците во аторот на општината Кочани, со што се спроведува третата фаза од акцијата за уништување на комарците за годинава. Третирањето на комарците ќе биде во периодот помеѓу 22 и 6 часот наутро, а се планира да биде опфатена површина од 300 хектари во централното градско подрачје, како и при градските населби, но и во селата Тркање, Горни Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Третирањето ќе се реализира во соработка со Центарот за јавно здравје, а повторно ќе се користи препаратот што е одобрен од Бирото за лекови, познат под името Аквакотрин. Од општина Кочани ги потсетуваат собствениците на пчелни семејства дека пчелните сандаци треба соодветно да се заштитат. Со прскањето од земја нема да заврши годинешнава борба против комарците во Кочанско. За почетокот на септември се најава дека ќе се спроведе уште еден третман од земја со кој ќе бидат опфатени истите површини како и во изминативе 2 месеци. Во есенската акција за Денот на дрвото 2013 година ќе бидат употребени 6 милиони разновидни садници, истакнуваат од Македонски шуми. Јавното предпријатие Македонски шуми предвидува пошумување на површина повеќе од 1035,23 хектари, со засадување од 4 до 5 милиони шумски садници. Во градовите, во руралните и урбаните средини се планира да се засадат 100.000 нови садници. Со есенската акција, како приоритети за пошумување се предвидени опожарени површини, последица од шумски пожари, голини во шума и вон шума, во склоп на шумско-стопанските единици, локалитети во непосредна близина на урбани и рурални средини и локации покрај природни и вештачки езера на територијата на Република Македонија. Според доставените известувања од страна на општините, дел од општините се приклучуваат на локациите предвидени од страна на Македонски шуми, а дел предложиле своји локации кои ќе се подготвуваат од нивна страна, а шумските садници ќе ги преотстапи јавното предпријатие Македонски шуми од своите расадници. Оваа есен повторно се мотивираат општините и граѓаните да се вклучат во пошумувањето за да се уредат хортикултурно поголеми урбани површини со декоративни садници. За оваа цел ќе се понудат повеќе годишни садници од над 75 дрвни видови: даб, питоми див костен, јасен, јавор, дива маслинка, липа, смрча, чемпрес, црн орев, багрем, бреза, бор, туја и други. Во рамки на досегашните акции е забележан висок процент на успешност кој во просек изнесува 61%. Со развојот на економијата, општина Виница ќе настојува да ги врати иселениците дома. Градоначалникот Емил Дончев најавува нови 200 работни места. Општина Виница со развојот на економијата сака да ги врати иселениците дома и да им овозможи услови за работа. Во оваа општина после 90-тите години младите масивно се иселуваа во западните земји, барајќи ја среќата за парче леп.
Најмногу веничани работат во Италија, па затоа општината прави напори да обезбеди услови за нови стопански капацитети, каде ќе можат нашите иселеници да се вратат и работат. Наскоро ќе има околу 200 слободни места за работа, истакнува градоначалникот на општина Виница Емил Дончев, со уверување дека најавените работни места ќе предизвикаат интерес за враќање дома. Инаку, статистиката говори дека до 2010 година повеќе од 230.000 македонски граѓани се иселиле од Македонија во Европската Унија и САД, што е повеќе од 10% од населението во државата. Податоците покажуваат дека само во земјите на Европската Унија во моментот живеат околу 180.000 македонски граѓани со привремен престој. Во општина Виница најголем број на иселеници се во Италија, и тоа подеднакво од сите населени места во општината. По повод големиот верски празник посветен на Пресвета Богородица, кај народот познат како Голема Богородица, започнаа богородичните пости. Денот Голема Богородица е празник кога православната црква го слави телесното упокојување или смрт на Пресвета Богородица, мајката на Спасителот на светот Господ Исус Христос, но и незиното воскресение по 3 дена, по примерот на незиниот син. Православните христијани за овој празник се подготвуваат со двонеделен пост, време за покаяние и исповед. Од среда 14 август па се до 28 август, денот кога го чествуваме големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, или кај народот познат како Голема Богородица, започнуваат богородичните пости кои што се востановени во чест на празниците, нели како што кажав, Успение на Пресвета Богородица и на празникот Преображение Христово. Според типикот пропишан од Светата православна црква, овие пости се постат на следниот начин, значи од понеделник до петок се пости без масло, сабот и недела е дозволена употреба на масло, додека риба е благословено само на празникот Преображение. Ова правило на пост не е важишко за сите, дека со благослов на Духовниот Отец може да биде ублажено, но тоа секако мора да биде нели со знаење и со благослов на Духовниот Отец. Апелираме, значи, сите оние кои што сакаат да се причестат претходно преку пост, молитва, воздржување, делење на милостина со исповед, да пристапат, додека оние кои што не се исповедали, немаат благослов од Духовниот Отец, да не пристапуваат кон светата тајна причест. Ќе искористам оваа прилика да напоменам дека на 17 и 18 август во храмот Свети Великомаченик Ѓорги на поклонение ќе бидат изложени мошти од Светиот Великомаченик Пантелеймон, Светиот Димитриј Ростовски, Светиот Серафим Саровски, Свети Теофан Затворник. Ќе биде изложено дел од одеждата на Светиот Јован Шангејски, како и неговиот Нов Завет, и дел, односно честица од Светиот животворен крст на кој што бил распнат нашиот Господ и Спасител Исус Христос. За подетална информација од колку часот ќе бидат донесени, ќе излеземе кога ќе ги имаме нели деталите. Ги покануваме нели сите верници да дојдат на поклонение и да се помолат и да побараат молитвена застапеност и закрила од молитвениците. По завршувањето на богородичните пости, православните христијани го прославуваат празникот посветен на Пресвета Богородица, со учество на богослужбите и литургиите, пошто се причествуваат со телото и крвта на Господ Исус Христос. Тешка сообраќајна несреќа на регионалниот пат Кочани-Виница. Повредена 58 годишна жена од село Лаки, која е пренесена на лекување во ургентниот центар во Скопје. После свадбена веселба во моделот Сливка и Виница, изминатата ноќ на регионалниот пат Кочани-Виница, се случила сообраќајна несреќа, во која 58 годишната жена од селото Лаки со иницијали ВМ завршила со тешки телесни повреди. Во неа удрил автомобил кој веднаш се оддалечил од местото на настанот. За сега непотврдени информации вела дека и жената и возачот на автомобилот кој удрил во неа биле на истата свадба. Несреќата се случила во 1 часот по полноќ, а повредената БМ 58 години најпрвен била пренесена во општа болница во Кочани, каде и била укажана помош. Потоа, поради сериозноста на повредите, жената од виничкото село Лаки брзо била префрлена во ургентниот центар во Скопје.
Полицијата работи на утврдување на возилото и на идентитетот на возачот кој е учесник во сообраќајната несреќа. Екипата на Осогово на пријателска средба во Делчево ремизираше со резултат 2:2. Екипите на фудбалските клубови Брегалница, Голако, Делчево и Осогово од Кочани на пријателска средба се сретна вчера во Делчево, како дел од подготовките пред стартот на првенството во третата македонска фудбалска лига Исток. Надпреварот на третолигашите заврши без победник 2:2, полувреме 1:0, а стрелци на головите за екипата на Осогово беа Велков и Арсов. Денеска инаку се очекува да се добие разврската со настанатата состојба околу регистрацијата на Осогово и неговото учество во третата македонска фудбалска лига Исток. Реакции и од двата табора, при што се чини повторно ќе се бара решение од општината и од градоначалникот Димитровски. Офроуд авантура по трет пат на виничките стази. Авантура која ги спои моторџиите од сите краеви, љубители на ваквиот спорт. Летната офроуд авантура по трет пат се одржа на виничките стази со учество на моторџи од различни краишта на државата. Наклонетоста кон моторџиските трки прерасна во голема дружба, почнувајќи од плоштадот Ангел Винички, па се до рибникот Слив, каде низ муабет за нивните досегашни искуства се дегустираше вкусна виничка скара. Овој офроуд бележи поголема вклученост на моторџиите за разлика од минатата година, а целата манифестација е под покровителство на локалната власт и приватни локални фирми. Почитувани гледачи, ова беше се што ви подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер. Довидување.